другата тема. Сега, поднос на тоа, од каде да ги најдеме? Прво и основно, треба да јадеме леб кој што не е осиромашен од растителни влакна. Сите лебови кои што кога ќе ги отвориме се или под А скроз бели, но или под Б имаат некоја боја, ама немаат трици внатре. Така. Значи не треба да пазат гледачите. Не е ако лебот е сега кафеав, и сега ќе го пресечеме и ќе го отвориме, добро, ова е црн леб, ова е здрав леб. Не. На лебот повеќе му ја пазиме структурата, така, отколку бојата. Состојките. Значи, дали бојата на лебот му потекнува од триците, од интегралното брашно, од вкупното зрно, или потекнува од боја. Сега мораме и на тоа да сме свесни да пазиме. Како сме сигурни дека нема да е боја? Кој ќе го пресечеме лебот и кој ќе отвориме, ако ги видиме тие трици внатре, нели, не е таа фина структура, туку има и нешто друго, тие трици се всушност растителни влакна. И се здрави. И се многу здрави. И тоа е првиот извор кој што треба да го имаме секојдневно на растителни влакна. Вториот извор на растителни влакна е дневната салата. По можност да биде салата која што е од зелен лист. Значи, повеќе ги има во зелените лисија, дали зборуваме за марула, рукола, разни видови на келј. Значи, лиснат зеленчук, лиснат зеленчук, колко што има во себе повеќе растителни влакна. Во зелката ги има, Исто сега, зелката еве, од кој ќе почне сега, есенско-зимска, па пролетна, дури и преработена, да. Значи само не треба многу да биде, нели, ако е на пример ферментирана, таа сепак структурата ќе си ја зачува и растителните влакна ќе останат во нејз. Пардон. Трето, овошјето. Кај овошјето е важно да не го лупиме. Оти ако го лупиме, растителните влакна многу често се токму во неговата обвивка. И ако ја излупиме и го фрлиме, ние го фрламе највредниот дел, значи го фрламе делот кој што има во себе и тоа како многу корисни материи. Еве овие се тие три групи. Се разбира и во јатки, и во други работи. Така, во лук, кромит, тие секојдневно што ги консумираме. Општо, овошјето, зеленчукот и мешунките. Да, и јаткастите. Мешунките можеме да ги спомнеме, нели, јас за гравот велам еднаш неделно не е доволно, грав се јаде 2 пати неделно. Тоа сакам да го често пати да им го кажам на гледачите. Така што гравот, грашокот, боранијата има особено многу растителни влакна. Сите, бидејќи се јаде нели со цел, целиот плод. И тој плод има во себе многу растителни влакна. Дури се видливи со голо око на некој начин, Точно. И тука се тие природни извори кои што ние треба да ги бараме растителните влакна. Се разбира кај некои луѓе кои што има потреба и дополнително или не име толку разновидна храната од аспект на овош и зеленчук, и преку додатоци на исхраната може да се внесат растителните влакна и тие се релативно ефтини. Значи, дали ќе ги побараме преку храната директно или ќе ги додадеме на некој начин, ќе ги додадеме преку растителни влакна на тој начин. Вештачки, но за добро здравје. Апсолутно, пак е природно тоа по потекло. Пак не е обработено, само е извадено од растение и изчистено. Така и смелено. Така што знаете како, ставаме на ум витамини дали внесуваме, минерали дали внесуваме, протеини дали внесуваме, но за растителните влакна, пребиотиците ги забораваме. Не се обрнува доволно. А испаѓа дека можеби се меѓу најважните состојки.